Добро вечер. Почитувани новинари, почитувани граѓани. Вечерва заседава Извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, на кој се дискутира за актуелната општествено-политичка состојба, за последните политички случувања врзани со состојбата во економијата, енергетската криза и владата предводена од премиерот во заминување Зоран Заев. Извршниот комитет смета дека актуелната влада го загуби кредибилитетот пред граѓаните. И војата на народот е јасно изразена на последните избори кои СДСМ ги загуби со над 100.000 гласови разлика. ВМРО ДПМНЕ победи во 42 општини плюс градот Скопје, што представува историски најдобар резултат од било која опозициона партија во Македонија. Тоа за нас представува полна одговорност за оправдување на очекувањата на граѓаните и посветена работа на градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ кои веќе започнаа со промените. Резултатот од изборите е јасна порака дека народот бара промени. Бара промени во централната власт. Народот е незадоволен од тешката економска криза, растечката инфлација, како и континуираните неуспеси и потфрлањето на планот на европските интеграции. Оваа некредибилна влада се одржа единствено како резултат на киднапиран пратеник, што е уште еден показател за хибридниот режим на Зоран Заев наспроти волјата на граѓаните. Забележлива е и измамничката политика на премиерот во заминување, кој еднаш вели дека си поднесува оставка, потоа вели дека истата се одложува на неодредено време, а денес брифираат од Социјалдемократскиот сојуз дека биле подготвени за нова влада. Со Социјалдемократскиот сојуз нема да има нова влада. Може само да има продлабочување на економската, енергетската и политичката криза и поставување на нов Заев, кој ќе биде продолжение на сите негови неуспешни политики. ВМРО ДПМНЕ затоа смета дека брзи избори би биле единственото решение за излез од таквата криза, а се друго е продлабочување на кризата и влегување во уште поголема неизвестност. Криминалот и непланското работење на државата ја донесе до работ на енергетската криза, чии последици ги плаќаат граѓаните, поточно од нивниот джеп. Извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ расправаше и за партиски прашања, при што го утврди датумот на предстојниот редовен конгрес, кој ќе се одржи на 12 декември во Скопје. На овој конгрес ќе се трасира патот на идното делување и политиките на ВМРО ДПМНЕ во насока на нашите ветувања за обезбедување на промени во општеството и нова иднина за сите луѓе во Македонија. Ви благодарам. За тој конгрес, дали Христо Мицковски ќе биде единствениот кандидат за лидер на партијата или очекуваме председателот да биде кандидат на предстојниот конгрес, да, согласно резултатите кои што ги покажавме на последните локални избори. Кои се вашите следни очекори доколку СДСМ и алтернатива формираат ново парламентарно мнозинство и алтернатива влезе во владата? Па да почекаме, ставовите на алтернатива се веќе познати. Тие беа против оваа влада, впрочем и самото име алтернатива кажува дека тие се алтернатива на постоечкото мнозинство. Да почекаме да видиме. Дали е точно информацијата дека Мицковски ќе се сретне утре со Гаши и како да предвидиме избори кога веќе ги барат? Изборите и брзите предвремени избори се единственото решение за Република Македонија за излез од оваа енергетска криза, од економската криза во која што не фрлија. Меѓутоа 61 гласа потребни за распишување на избори. Јасно, меѓутоа власта во моментов нема 60 претеници, така. Ќе има утре среда Мицковски Гаши? Ќе добиете информација подоцна, немам таква информација. Дали може би разговарате господин Ковачки за евентуално одговорност што ви се случува во партијата апропо необезбедувањето на... Каква одговорност да имаме победа со 100.000 гласа над Социјалдемократскиот сојуз? Тома работа. Одговорноста треба да се бара кај оној што киднапираше пратеник. Како ќе се однесувате во собранието на тамошниот период? Гледате дека присуствуваме на седниците во делот на буџетот и ние знаеме дека буџетот се носи за граѓаните, не се носи ниту за Заев, ниту за Ахмети и ќе бидеме конструктивни во делот на носењето на буџетот. Само за буџетот, но и други закони што... Па за сега буџетот доаѓа на... за сега тоа е тој. Благодарам. Комитет дали ќе имате? Да, се очекува после извршниот комитет да има централен комитет, така е. Не. Нема да биде вечерва.